Вкупно 39 политички партии оваа година добија пари од буџетот согласно новиот закон за финансирање на политичките партии. Исплатени се 4.583.000 евра, а дополнително треба да се распределат уште 319.800 евра за партиско-аналитички центри. ИРЛ податоците ги доби од Министерството за правда. Најмногу пари од државната каса им се подели на СДСМ и ВМРО ДПМН. Владеачката партија доби 1.180.000 евра, а најголемата опозицијска партија 1.025.000 евра. На третото место, според исплатената сума, е партијата на Ахмети Дуи со 441.000 евра, а далеку зад нив се БЕСА со 255.000 евра и Алијанса на албанците добила 245.000 евра. Од колачот добиле и помалите партии, кои во најголем број случаи се дел од коалициите со големите политички партии. Има и такви кои на последните локални избори настапија самостојно, па добиваат пари согласно процентот на гласовите кои ги добиле. Така, например, Громна Степчо Јакимовски од парите на граѓаните оваа година добил 136.000 евра, а Сојузот на ромите на Амди Бајрам 116.000 евра. Социјалистите на Дзинго земале нешто помалку, односно 81.000 евра. Од партиите талкачи, кои постојано се во коалиција со некоја од двете најголеми партии, НСДП искеширала 58.000 евра, ЛДП 63.000 евра, а ДОМ 54.000 евра. Лани во јули политичките партии без дебата, откако се постигна политички договор помеѓу водечките партии во земјава, со 101 глас за, го сменија законот за финансирање на политичките партии и наместо 1,8 милиони евра како дотогаш, од буџетот сега добиваат 4,5 милиони евра на годишно ниво. Па така, например, дел од партиите кои добија пари оваа година немаат пратеници, ниту пак советници, но освоиле доволен процент гласови за да влезат во распределбата на парите од буџетот. Партијата на властите партиципира со 11.800 евра, а Левица дури со 94.000 евра. Пари добила и партијата на обединетите пензионери 20.000 евра и партијата на обединетите демократи 24.000 евра. Со ребалансот на буџетот во септември се обезбедија пари и за партиските истражувачко-аналитички центри во висина од 319.000 евра. Овие пари ќе се поделат на 4 партии, и тоа најмногу пари ќе земе ВМРО ДПМН, потоа СДСМ, ДУИ и БЕСА. Освен овие пари, партиите смеат да се финансират од членарина, кредит, донации, подароци и спонзорства, а може да поседуваат и земјишта и станови, нешто што не беше дозволено со стариот закон. Па така ВМРО ДПМН ги озакони нивите и недвижнините кои претходно беа во нејзина собственост. За финансирањето на ВМРО ДПМН во теке судење за предметот талер на СЈО, во кој прво обвинети се Никола Груевски, Кирил Божиновски и Миле Јанакиевски, како и ВМРО ДПМН како правен субјект. Финансирањето на политичките партии веќе 3 децении е сива зона, со сомнителни донации од бизнисмени, медиуми и фандомски членарини. Токму поради новиот начин за финансирање на партиите од државниот буџет, тие добија обврска да даваат информации согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и ќе мора да дават отчет за што ги трошат парите од граѓаните. Државниот завод за ревизија е клучното тело, кое ќе биде надлежно за надзорот на финансиско-материјалното работење на политичките партии и ќе се врши еднаш годишно, додека сметката за финансиското работење партиите треба да ја достават на 3 адреси: Управата за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот завод за ревизија. Воедно, истата ќе мора да ја објават и на партиската веб страница.